председателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред имаме предлог на одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на Република Македонија заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија. Имено ова е само продолжување, бидејќи во изминатите неколку години единствено што се занимаваме е секогаш со прогласување и продолжување на кризни состојби или вонредни состојби. Но, за жал, воопшто не се земаат во предвид укажувањата и искуствата кои што претходно ги имаме и повторно се пристапува кон носење, односно предлагање на продолжување на кризна состојба, за кое што повеќекратно сме напоменале дека се коси и со Законот за управување со кризи и со Уставот на Република Македонија. Имено, морам пред да преминам на делот како е дојдено до состојба да мораме да прогласуваме кризна состојба, да се осврнам каде што истите предлагаат, еднаш предлагаат на 6 месеци, еднаш на 7 месеци, а согласно законот, јасно и децидно, си е нотирано дека, цитирам, членот 31, во ставот 4 вели, Владата најдоцна за 30 дена по завршување на актуелност се утврдува со одлука од ставот 1 на овој член, изготвува и доставува писмен извештај до собранието и председател. Одлуката за постоење на кризна состојба од ставот 1 на овој член не може да трае подолго од 30 дена. Понатаму продолжува. Ако кризната состојба продолжи да трае подолго од 30 дена, владата треба да побара одобрување од собранието за продолжување на рокот или да предложи прогласување на воена или вонредна состојба. Ова го цитирав, бидејќи во Уставот не е регулирана кризната состојба, единствено е регулирана вонредната и воената состојба. Но, за нештата да бидат појасни, вонредната состојба согласно Уставот е ограничена на не повеќе од 30 дена. Тоа значи дека, согласно Уставот, прогласување на вонредна состојба може да биде најмногу 30 дена, а ние со оваа предлог на одлука за прогласување на кризна состојба имаме предвиден рок од 7 месеци. Не случајно е ограничен овој временски период за да се има увид во она што се работи и како се работи. Имено во членот 125 од Уставот се вели вака: одлуката со која се утврдува постоење на вонредна состојба се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупни од пратеници и има важност најмногу 30 дена. Тоа значи дека ваквото продолжување на рок кој што определила владата е спротивно на сите овие одредби кои што ги прочитавме и на Законот за управување со кризи и на Уставот. Меѓутоа, и во ситуација кога ги продолжуваме ваквите кризни состојби кои што се неопходност во дадениот момент поради неспособноста на оваа извршна власт и водењето на сите капацитети кои што се под ингеренција на државата, односно основната функција за непречено снабдување со електрична енергија на домакинствата, а секако и на стопанството е единствено во органите на државата, а секако и во регулаторната комисија и сите други државни органи кои што се од областа на енергетиката. Меѓутоа, повторно зборуваме за државен орган кој што ги демантира целосно постапките кои што ги водите. Што значи тоа? Еве, морам да цитирам Државниот завод за ревизија, што истиот констатира. Државниот завод за ревизија е државен орган кој што врши мониторинг во однос на целокупното работење на овие институции, на сите државни органи. И истиот цитира, вели вака: констатирани се неправилности и делувања спротивни на законот во делот на јавни набавки за 2020 година со доделување на договорите кон компаниите. Постапката за јавни набавки, државната ревизија за 2020 година на АД ЕСМ укажува на несоодветно постапување при изборот и доделување на договорите за јавна набавка, што неповолно влијае на транспарентноста и доделување на договорите. Не обезбедува конкуренција, еднаков третман, недискриминација и меѓу економските оператори и рационално и ефикасно искористување на средствата. Следствено на ова, конкретна забелешка од Државниот завод за ревизија и основ и индиции за постапување на јавното обвинителство. Цитирам, во извештајот се дадени неколку конкретни примери.
Лоцирани се договори кои се склучени во вредност, како што е проценетата вредност во буџетот на АД Елем, а не во вредност која е добиена со понудата после спроведена постапка за јавна набавка. Ова се класични елементи на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. 353 ставовите 3 и 5. Но за ова нема слух од страна на јавното обвинителство, нема слух од ниту ниеден надлежен орган. Зошто? Во наредните истражувања кои што се правени од Центарот за граѓански комуникации, во самите анализи констатира, вели, управните контроли на тендерите од страна на Бирото за јавни набавки, повторно орган во состав на Министерството за финансии кој што треба да ги контролира јавните набавки. Ниту трета година од воведувањето не успеват да се наметнат како механизам за откривање на незаконско постапување и злоупотреби. Бирото, внимавајте, ниту во 2021 година нема поднесено прекршочна пријава до надлежниот орган, а не станува збор да поднесат и кривична пријава, односно да го известат и обвинителството или другите надлежни органи. Не поднело, односно нема пријавено ниту една прекршочна пријава. Или пак доставено известување до јавното обвинителство на Република Македонија за одредени наоди. Сето ова укажува на смислено сценарио на испомпување средства од буџетот на Република Македонија преку државните органи кои што се во состав, и затоа ова кризна состојба е единствена одговорност на владата, во која што се доведени и граѓаните и стопанството во една незавидна состојба. Зошто? Бидејќи на комисиската расправа вице-премиерот потврди дека имаме потреба, односно 35% од електричната енергија која што ни е потребна, мораме да ја набавиме од увоз, а 65% дека можеме да произведеме сами. Меѓутоа, ова повторно се демантира со фактот што нашите капацитети, недоволната искористеност на домашните капацитети, каде што потенцирам за користење на водните ресурси, за користење на сонцето, за користење на ресурсите кои што ги имаме во Република Македонија, не е увозен елемент, односно не ни се потребни средства и ресурси да ги набавиме овие средства со кои што можеме да произведеме поголеми количини на енергија, односно на електрична енергија, а ние за возврат на тоа од официјалните податоци на ЕСМ констатираме дека секоја година имаме намалување, односно губиме по околу 1 терават часови електрична енергија. Сето ова е основ за поголем увоз на електрична енергија и плаќање на мегаломански суми по мегават час. Доколку ние имавме поголемо собствено производство, доколку ние како држава ги санкциониравме ваквите злоупотреби во енергетскиот сектор и испумпување на милионски суми од овие енергетски компании, ќе можевме да се справиме со енергетската криза со многу помали штети и по стопанството и по државата. Бидејќи, како што и претходно дискутира претходните дискутанти, ни се заканува во одреден дел големите стопански субјекти кои што се на план или се затворени или се на план да затворат, голем број на домаќинства ќе останат без собствените приходи. А сето ова е, повторно потенцирам, само еден од примерите кои што го кажав од страна на Државниот завод за ревизија, каде што е констатирана злоупотреба. Но немаме санкционирање на ваквите појави и затоа се создаваат нови компании кои што се регистрираат после објавување на јавните набавки, односно на тендерите, се регистрираат и истите ги добиваат овие јавни набавки. Тоа е класично постапување и злоупотреба, како што претходно ви напоменав, по однос на членот 353. Меѓутоа, ова само ги стимулира дополнително сите други да постапуваат во време на кризна состојба, да вршат испомпување на овие средства. И затоа, сето ова што го констатиравме, ниту го констатира ВМРО ДПМНЕ само, ниту граѓаните, туку го констатираат државните органи, Државниот завод за ревизија, почитувани колеги. Каде што треба да биде водилка, извештајот на Државниот завод за ревизија треба да биде водилка за јавното обвинителство и за другите истражни органи да се санкционираат овие испомпување на средства. И дополнително на ова целосно подадената рака од страна на опозицијата и планот и ресурсите кои што ги имат за надминување на ваквата криза од страна на власта не се прифаќаат и амблок се одбиваат, се со цел да не
се прикаже, односно да не се види неспособноста на ова парламентарно мнозинство и дека од страна на опозицијата се понудени соодветни мерки за надминување на оваа криза. Ви благодарам.